Од среда до 22 мај во општина Газибаба ќе се спроведува проектот на Министерството за здравство Рурален доктор. Граѓаните покрај прегледите од стручниот медицински тим ќе добијат совети за здравјето, исхраната, како и превенција од болести. Добро дојдовте во Урбаните вести. Народна република Кина донира повеќе од 3000 книги за Институтот Конфуци во Скопје. Повеќекратни придобивки од намалениот ДДВ за сточна храна. Четврти пат поред одржана манифестацијата "Сакаме шарен, а не безбоен свет" во општина Центар. До 2016 година студентскиот дом Гоце Делчев ќе биде комплетно реконструиран. Од 2 до 10 јуни во основните и средните училишта ќе се спроведе второто екстерно тестирање на македонските ученици. Општина Центар и оваа година по четврти традиционален пат во домот на АРМ ја одржа манифестацијата "Сакаме шарен, а не безбоен свет". На манифестацијата децата ги представија традицијата, културата, музиката, а целта е подобрување на соживотот на различните етнички заедници и градење општество со различни култури, традиции и обичаи. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. Општина Центар четврта година поред ја одржува манифестацијата "Сакаме шарен, а не безбоен свет", проект со кој се опфатени учениците и наставниците од сите 7 училишта од територија на општина Центар. Целта на проектот "Сакаме шарен, а не безбоен свет" е да се мотивираат и потигнат учениците да се запознаат и да ги почитуваат различностите на другите етнички групи, култури, традиции, обичаи и религии. Почитувањето на овие вредности ќе придонесе за полесно меѓусебно разбирање, зближување, толеранција и соживот во училиштата и пошироко. Како дел од манифестацијата се одржаа неколку активности, меѓу кои предавање на наставниците од основните училишта кои се на територија на општината на тема превенција и заштита од дискриминација. Манифестацијата, која прерасна во традиционална, се одржа во домот на АРМ, а истата ја прогласи за отворена градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски. Овој прекрасен наслов, прекрасно мото, а тоа е "Сакам шарен, а не безбоен свет", покажува дека ние, родителите, односно возрастните, треба да учиме од вас, децата. Во најмала рака нас исто така ни треба практикување на ова ваша прекрасна парола. Навистина, ја и на моите два сина кои што учат во основно училиште им кажувам дека и ги учам, и се надевам дека они тоа ќе го применат, дека навистина животот е премногу краток за да се делиме на етничка, на верска, на национална основа. Напротив, тоа што сме различни, тоа представува едно големо богатство. На крај да ви уверам дека општина Центар и сите вработени во општина Центар секогаш, буквално секогаш ќе поддржуваат вакви прекрасни манифестации. Вие само побарајте, односно повикајте не, ние секогаш ќе дојдеме и ќе помогнеме ова и слични вакви прекрасни манифестации. Ја прогласувам за отворена и посакувам едно прекрасно дружење. Децата не се доволно запознаени со културата, традицијата и обичаите на другите етнички заедници кои живеат во средината која ги окружува. Со тоа се случува да нема и доволно комуникација со припадниците од другите етнички заедници. Проблемот настанува секогаш од неинформираност и недоволна едукација на учениците од најмала возраст. Во семејствата многу ретко се разговара на оваа тема, па така многу ретко или воопшто не се случуваат ниту семејни дружења. Манифестацијата се реализира во заедничка соработка на општина Центар со Британскиот совет и координативното тело на проектот и на манифестацијата Комисијата за еднакви можности и секторот за образование, млади и спорт на општина Центар со цел за подобрување на животот на различните етнички заедници и градење општество со различни култури, традиции и обичаи и воведување новини во програмите за работа на училишните заедници од страна на самите ученици. Општина Центар и понатаму ќе поддржува слични вакви манифестации. Над 3000 книги, учебници, наставни и аудиовизуелни материјали денеска беа донирани на Институтот Конфуција од Централната управа на институтите Конфуци од Народна република Кина. Целта е да се зголеми интересот на македонските студенти за изучување на кинескиот јазик и култура.
Институтот Конфуци, кој во септември минатата година беше отворен во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски, во состав на Скопскиот универзитет го збогати библиотечниот фонд со повеќе од 3000 книги, учебници, наставни и аудиовизуелни материјали, кои му ги донираше Централната управа на институтите Конфуци од Народна република Кина. Изданијата ќе им користат на околу 40 македонски студенти, кои на институтот го изучуваат кинескиот јазик и културата на една од најстарите цивилизации во светот. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Велимир Стојковски денеска го посетија институтот и искажаа благодарност за поддршката на Народна република Кина, кинеската амбасада во Скопје и на кинескиот југозападен универзитет за финансии и менеджмент од Џакду, со чија соработка е отворен институтот во Македонија. Пратка која што ја добивме преку кинеската амбасада и во оваа прилика јас уште еднаш би сакал да изразам својата благодарност и за другите поддршки кои што ги дава кинеската амбасада во однос на македонските студенти. По последните информации во рамки на институтот 40 македонски студенти го изучуваат кинескиот јазик, а значајно е да се истакнат уште две дополнителни информации, а тоа е дека од прилика околу група од околу 40 на студенти од Македонија ќе заминат на студии во Кина на традиционална кинеска медицина, а исто така и од оваа година започнува на студенти од летниот камп кој што ќе биде исклучиво наменет за македонски студенти, кој што ќе биде во континуитет реализиран секоја година. Оваа година заминуваат 16 македонски студенти на летниот камп во Кина. Ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи Велимир Стојковски истакна дека заедничко за Кина и Македонија е милениумската цивилизација која е вткаена во светските цивилизацијски придобивки. Навистина ќе се збогати фондот и ќе се создадат сериозни услови за изучување на кинескиот јазик. Интересот што во овој момент можеме да примиме само 40 студенти, а што има многу повеќе заинтересирани, за нас е добар показател дека сме на вистинскиот пат за подобро запознавање не само на кинескиот јазик и кинеската литература, туку и размена на стручњаци и од областа на лингвистиката помеѓу Народна република Кина и Република Македонија. Всушност ние имаме едно заедничко нешто, а тоа е дека и кинескиот народ и цивилизација и македонскиот народ и цивилизација се милениумски и се вдлабоко вскаени во светските цивилизацијски придобивки. Директорот на институтот професор доктор Денг Шиџонг рече дека од отварањето имаат поддршка од Министерството за образование и наука и од други министерства во Македонија. При тоа додаде дека главна задача на институтот е да ја развива наставата по кинески јазик, но освен тоа е и да ги унапреди и поддржи размината во образованието и културата и да одржува наставни кои ќе ги подобрат односите меѓу Македонија и Кина во најразлични сфери. 所以我们非常感谢 教育部的领导。 Значи, главната задача на нашиот институт во Македонија е да развива наставата по кинески јазик. Меѓутоа, освен тоа, е и да ги унапреди и поддржи размената во образованието и културата, како и да одржува настани кои ќе ги подобрат односите помеѓу Кина и Македонија во најразлични сфери и области. Исто така се надеваме дека освен во рамките на универзитетот, ние понатаму ќе можеме и да одржуваме и настава и во сите основни и средни училишта низ Македонија. Конкурентно и рентабилно сточарство ќе биде клучната придобивка од најновата владина мерка за намалување на данокот на додадена вредност за добиточната храна, адитивите и живиот добиток од 18 на 5%. Ефектите од намалувањето на ДДВ-то ќе бидат повеќекратни. Повеќе за ова од прилогот што следува. Конкурентно и рентабилно сточарство ќе биде клучната придобивка од најновата владина мерка за намалувањето на данокот на додадена вредност за добиточна храна, адитиви и живиот добиток од 18 на 5%. Како што рече вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски по денешната средба со представници на земјоделците и компаниите од секторот сточарство, ефектите од намалувањето на ДДВ ќе бидат повеќекратни, пониски трошоци за производството на месо и млечни производи, намалување на сивата економија и зголемување на конкурентноста на фирмите преработувачи.
Ставревски нагласи дека од намалувањето на стапката на ДДВ се очекува драстично намалување на работењето на црно и плаќање на обврските кон државата. Придобивките од оваа мерка ќе бидат повеќе кратни, пред се со намалувањето на стапката на ДДВ ќе дојде до намалување на трошокот, односно на цената на чинење за производството на месо и млечни производи во Република Македонија, што значајно ќе зголеми конкурентноста на македонското сточарско производство и на тој начин ќе станеме поконкурентни во европски размери. Второ, ќе овозможи да бидат поконкурентни и самите фирми што се занимаваат со откуп и преработка на сточната храна. И трето, ќе намали сивата економија, бидејќи со намалувањето на стапката на ДДВ ќе нема мотив кај оние кои што го правеа тоа на црно, односно кои што не го плаќаат данокот на додадена вредност, бидејќи сега со намалувањето на ДДВ-то практично очекуваме да голем дел од сивата економија во овој сегмент биде намалена, да се намали работењето на и исплатата во готовина, а за сметка на тоа да се плаќаат обврските кон државата, и истовремено да се уживаат придобивките од намалениот ДДВ. Ресорниот министер за земјоделство, Љупчо Димовски, изрази задоволство од исходот на разговорите со земјоделците, кои напомена траја подолго време, при што истакна дека со оваа мерка ќе се интензивира производството на сточна храна, од која сме моментно увозно зависни. Димовски оцени дека Македонија одгледува квалитетни земјоделски и сточарски производи, а намалувањето на ДДВ-то е само на дополнување на таквиот процес. Сметам дека со оваа мерка уште повеќе ќе се интензивира производството на сточната храна во Република Македонија, кој што во овој момент е за жал увозно зависна. Меѓутоа во следниот краткорочен период сите овие земјоделски обработки и површини ќе бидат веќе користени за производство на сточна храна, што е една голема придобивка. Второ, ќе се дополнително мотивира секторот во кој што се преработуваат тие земјоделски производи за конкретно производство на сточна храна, која што нормално би била во промет ставена под услови како сите останати земјоделски производи, и на сето тоа дополнително ќе има ефект во производството на прво во одгледувањето на стока, на говеда, и производството на месо, односно на млечни производи, кои што дополнително ќе бидат повеќе пристапни до македонските производители. Председателот на Асоциацијата на земјоделци Евтим Шаклев истакна дека повеќе од 60% од фермерите се мали и не се повратници на ДДВ-то, поради што и производната цена е повисока, и искажа надевање дека производот ќе биде околу 13% поевтин, со што ќе се зголеми конкурентноста и продуктивноста. Мора да признам дека владата навистина многу пријатно не изненади, дека ова не е само политика и предизборни ветувања, него ова е реалност. Ова е повекогодишно наше барање и затоа многу пријатно сме изненадени и мислиме дека во неколку наврати ќе имаме многу успешна работа како производители. Прво, знаеме дека повеќе од 60% од нашите производители се мали и не се повратници на ДДВ-то и затоа имаме поголема производна цена. Меѓутоа, се надеваме сега дека целата наш производ ќе има околу 13% поевтина, дека со тоа ние ќе зголемиме конкурентноста, ќе имаме многу поголема продуктивност, ќе зголемиме производството, со самата продуктивност ќе се намали увозот на сточарски производи, а ќе зголемиме вработувањето во земјоделството. Мотивот од 5% мислиме дека ќе биде слаб за сивата економија, на тој начин ќе се намали сивата економија, а ќе се зголеми приливот на буџетски средства во буџетот, што е една од целите на нашата влада. Од друга страна, што повратниците на ДДВ, мислам ќе имат големо леснување, затоа што ќе имат околу 13% помалку вложување за готовиот производ. Знаеме дека тие средства ќе се враќат, меѓутоа ни треба околу година дена да се вратат тие средства. Сега и тоа е големо леснување, затоа што вкупните средства исто ќе се намалат за 13%. Од 2 до 10 јуни во основните и средните училишта ќе се спроведе второто екстерно тестирање на македонските ученици. Освен на матурантите кои поради обврски со државната матура, екстерното тестирање го завршија за време на зимскиот распуст.
Како и за матурските испити и за сите други основци и средношколци, ќе има отворен базен од прашања по сите предмети, а двата предмета по кои ќе бидат тестирани учениците ќе ги дознаат 3 дена пред полагањето. Во завршна фаза се сите подготовки. Екстерното тестирање ќе се спроведе врз основа на стандардите и процедурите по кои беше спроведено за матурантите. Учениците ќе ги имаат на увид прашањата, ќе има доволен период и за коментари доколку има известни забелешки за некои прашања, додаде Ристовски. Битно е во оваа фаза да се истакне дека се во завршна фаза сите подготовки. Екстерното ќе се спроведе врз основа на стандардите и процедурите како што најавивме, односно како што и беше спроведено за учениците во завршните години, односно матурантите. Тоа ќе биде исто така повторно со јавен базен сега за сите останати генерации. Сите ќе имаат на увид, ќе ги имаат на увид прашањата, ќе има период, односно доволен период за коментари доколку има известни забелешки по истите, но повторно кажам, во наредните 2 до 3 дена ќе биде одржана пресконференција на која што ќе бидат објавени сите детали, а потоа ќе бидат објавени и целокупниот јавен базен на прашања содржани за следното екстерно тестирање. Министерството за образование и наука пред 3 дена објави тендер за реконструкција на еден од блоковите на студентскиот дом Гоце Делчев во фази, а заклучно со 2016 година. Во план е да бидат темелно реконструирани сите 4 блока. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски изјави дека тендерот ќе се одвива фазно, а во првите 2 години се очекува да бидат комплетно санирани, односно реконструирани сите 4 блока на домот Гоце Делчев. Тој побара разбирање од студентите, зашто во реконструктивниот процес делови од домот парцијално нема да бидат во функција. Врз основа на процедурите и планот за јавни набавки на Министерството за образование и наука пред 2 дена го објавивме тендерот, фактички пред 3 дена веќе го објавивме тендерот за реконструкција на првиот блок, еден од блоковите на студентскиот дом Гоце Делчев и впрочем како што беше најавено од страна на претседателот на владата на Република Македонија господинот Никола Груевски, во следниот период фазно, заклучно со 2016 година се планира да се изврши комплетна темелна реконструкција на студентскиот дом Гоце Делчев. Во прва фаза планирана е реконструкција која што врз основа на проценетата вредност е објавена со износ на над повеќе од 70 милиони денари, меѓутоа како и да е, во оваа фаза ние сепак е се уште јавно објавен тендерот, ќе оди фазно. Уште еднаш апелирам за разбирање и поддршка од сите, посебно од студентите, заради тоа што во целиот овој процес ќе треба парцијално делови од студентскиот дом да не бидат во функција, односно да бидат предмет на реконструкција. Мислам дека во тој дел во насока на она што го имаме предвидено и она што беше најавено и од премиерот, во наредните 2 години се очекува да биде комплетно саниран, односно реконструиран целокупниот дел на сите 4 блока во рамки на студентскиот дом Гоце Делчев. Рикардо Какај следната сезона ќе го носи дресот на Милан. Кристијано Роналдо го собори рекордот на Лионел Меси по бројот на постигнати голови во една сезона во Лигата на шампионите. За овие останатите вести од спортот по рекламите.